Ја сум уклучил. Може да. Може ли? Дозволете да ја запознам јавноста за настан со обележје на партиско-политичка дискриминација со директен класичен политички удар кон членовите на политичката партија која ја застапувам, односно партијата за демократски просперитет на ромите. Настан кој е поврзан со правата од работен однос, каде носители на јавни функции вршат класичен мобинг, односно вознемирување на работното место на наши членови поради партиската припадност спротивна на партијата на власт на локално ниво. Станува збор за случување во општина Кочани, каде локалната власт ја држи ВМРО ДПМН, а предизвикана од градоначалникот на општината Љупчо Папазов и директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Иван Иванов. Само за подсетување на јавност, веќе од порано, поточно на 22 декември минатата година, излеговме со изјава дека дел од членството на партијата која е вработено во истото предпријатие е предмет на мобинг и сметавме дека нашиот јавен настап ќе допринесе за престанување на понатамошното малтретирање на вработените членови на нашата партија. Но овие веќе скоро 8 месеци наназад по одржаните локални избори и по воспоставувањето на власта, нашите членови вработени во истото предпријатие се под постојан психички терор, а особено предмет на ваквиот терор е подпредседателот на партијата Аки Акјуов, кој е и актуелен советник во Советот на општина Кочани од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, а како представник на нашата партија. Истиот е вработен во оваа предпријатие на работно место раководител во оделение за одржување и реконструкција на водоводна мрежа. И на таа позиција е повеќе од 10 години, а со решение на сега актуелниот градоначалник, кој своевремено беше директор на истото предпријатие. На последните локални избори, одржани во текот на 2021 година, беше кандидат за советник во Советот на општина Кочани на заедничката листа на коалицијата предводена од СДСМ, предложена од партијата за демократски просперитет на ромите, и сега, како актуелен советник од оваа коалиција, која е опозиција, действува како опозиционер наспрема мнозинството што го води ВМРО ДПМН во Советот. Со самото превземење на функциите, градоначалникот и директорот повеќе пати го имаат викано на разговор, каде барале да ги подржи сите точки од дневниот ред на закажаните седници на Советот, кои беа во интерес на ВМРО ДПМН со јасно предупредување дека ќе му биде загрозено работното место. Првично, а во меѓусебна наша координација, на неколку седници постапил по нивните барања од страв за неговата екзистенција. Но подоцна, кога им укажал дека тоа повеќе не може да го прави, бидејќи е спротивно на интересите на коалицијата и на нашата партија, а и спротивно на неговиот карактер и професионалност, дека на тој начин му се повредува честа и угледот, достоинството и интегритетот, истите започнале со почести и по жестоки закани кои кулминирале на 7 јуни 2022 година, 2 дена пред закажаната седница на Советот на 9 јуни 2022 година, со сериозна закана за неговото работно место, доколку и понатаму во Советот действува спротивно на интересите на мнозинството, односно на ВМРО ДПМН. На одржаната седница не гласал за една од точките од дневниот ред со која требало да се превземат, односно пренаменат парични средства за исплата на некаков долг, поради што на 22 јуни 2022 година му е донесена одлука која е веќе изготвена на 17 јуни, со која истиот се разрешува од раководната позиција. Таквото однесување ниту е демократско, ниту е цивилизирано, а уште помалку е европско. И градоначалникот, и директорот, како представници на ВМРО ДПМН, покажаа дека се символот на политичкото насилство и реваншизам, дека во нивното работење има отсуство на реални, објективни критериуми и соодветни процедури, дека се деструктивна, а не демократска алтернатива и се автори на конфликти и меѓуетнички недоразбирања, дека во случајот нашиот подпредседател и советник не им дал основана причина да биде малтретиран и психички измачуван, односно да му се врши класичен мобинг на работното место, поради неговата припадност и действување и да трпи психофизичко оштетување. Поради ваквото нивно однесување, до нив е поднесено барање за заштита од вознемирување при работа, па согласно Законот за заштита при работа се должни да постапат да ја разрешат создадената спорна состојба од нивна страна, а за што се известени Комисијата за заштита од дискриминација, Народниот правобранител, ОПСЕ и други институции како претходница за поведување на судска заштита.
Од друга страна, сакам да потенцирам дека се уште ромската заедница е таргет на вакви и слични действија со слаба заштита од надлежните институции, дека освен нивната партиска, дополнително и етничката и социјалната положба допринесува за ваков нехуман дискриминаторски однос кон нив со зголемен степен на вознемирување на секое поле и со примена на противправни мерки и активности за постигнување особено на политичка сатисфакција, која е нешто во случајот е и постигнато. Најверојатно е дека тука нема да застанеме, ова може да се случи на било кој, независно од која политичка провинцијенција доаѓа. Меѓународните фактори укажуваат на недемократичноста на државата и узурпација на јавните институции од страна на владеачките структури. Во оваа прилика повикувам и мои колеги адвокати да обратат внимание на оваа појава и да поступуваат во вакви случаи дури и пробоно заради заштита на човечките животи. А јас како председател на партијата и потесното председателство остануваме на браникот на заштита на правата на не само на членовите на нашата партија, туку и на сите граѓани кои што ќе се најдат во ваква ситуација. Повикувам на зрелост, човечност, хуманост и надменување на политичките поделби како основ за вознемирување на граѓаните. Благодарам.